Денес Стопанската комора на Северна Македонија како домаќин и Министерството за економија како предлагач и носител на предлог текстот на Законот за спречување нефер-трговска практика во синџирот на снабдување со земјоделски прехранбени производи, одржава една работна средба. Тука беа поканети практично најголемите компании од овој сектор. Конечно, текстот го имаме готов, го разгледавме изменатата недела. Се одржа една убава презентација, беа отворени доста прашања кои беа нејасни за бизнис секторот. Имаме законски рок од 25 дена, значи најдосно до 25 октомври, доколку имаме било какви забелешки да ги доставиме и на една или два министерството. Сепак, комуникацијата помеѓу овие две институции е добра во изминатиот период, така да мислам дека ќе го искористиме овој период за се она што ни е нејасно на нас, односно на компаниите, да го расчистиме до тогаш, и оно што беше можеби главно прашање што ги засегаше компаниите, но тоа веќе уште сега се каже, ќе имаме еден природен период од 6 месеци, што значи начелно сега не би требало да има проблем. Беше си финалниот текст на Законот за нефер-трговски практики во делот на трговијата со земјоделски и прехранбени производи, кој веќе е доставен до Стопанската комора, објавен во ЕНР, каде што ги очекуваме во наредните 20 дена сите коментари од сите засегнати страни, за да го имаме и финалниот текст кој би се предлага од страна на Министерството за економија до владата, а после да се проследи до собранието. Многу е важно да се наведе фактот дека повеќето од директивите на Европската унија се транспонирани во новото законско решение. Законот ќе биде со европско знаме, затоа сакаме преку диалог, преку презентација, каде што ќе бидат сите вклучени, да го имаме најдоброто решение, се со цел да не направиме штета во еден дел на станувањето, почнувајќи од производителите па до малопродажбата, но најважно од све е дека ова законско решение ќе ги уреди условите, начинот како ќе се врши трговија во делот на земјоделските прехранбените производи и нема да дозволи можност за да се користи моќна на одредена компанија врз другите компании. Ова неверојатно и би требало веднаш од кога ќе стане во сила да влие во делот на намалување на цените на овие производи, во подобрување на квалитетот на производите, а секако дека и во предвидливоста и сигурноста и на добавувачите, а и на купувачите согласно условите и нефер-трговските практики кои се наведени во законското решение.